Дуи не отстапува од 5 барања во платформата на албанските партии како услов за коалицирање во новата влада. Ова го истакна првиот човек на партијата Али Ахмети во вчерашното интервју за тетовската телевизија Арт. Решението за излез од политичката криза Ахмети го гледа преку подобрување на комуникацијата меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ за добро на државата. Главниот проблем се јави бидејќи ние поставивме некои услови. Ние се залагаме сите партии да го прифатат СЈО, а ВМРО ДПМН тоа не го направи. Не можевме да брзаме со одлуката само затоа што некому му се брзаше. Не можевме да превземеме незамислени чекори, се работи за еднината на земјата. Реков во некои медиуми дека албанците нема да бидат разочарени. Имавме отворена внатрепартиска дебата и не можевме да отстапиме од 5 барања кои ги имавме, вели Ахмети за телевизија Арт. Не е важно дали Груевски или Заев ќе состават новата влада, туку исполнување на барањата на албанските партии, порача и Еди Рама. Албанскиот премиер, кој беше и ментор на платформата подпишана во Тирана, за косовската телевизија Клан изјави дека Македонија не може да постои без албанците, кои се државотворен фактор за опстанок на државата. На коментарите на Рама, но и на сите изјави за внатрешната состојба во земјава од страна на политичарите од соседството, реагираше и Министерството за надворешни работи. Би потсетиле дека во Македонија има избрани представници од граѓаните, тие се единствените легитимни фактори во носењето одлуки. Би било добро македонскиот концепт на мултикултурна интеграција во општеството базирано на европски вредности да го применуваат соседни земји. Политичарите од соседството кои упорно се обидуваат да го оттргнат вниманието од проблемите дома со потпалување на оган кај соседи, одат спротивно на европските вредности. Секако дека им е најпривлечно да се занимаваат со соседни земји во услови кога тешко им оди со реалните потреби на граѓаните во сопствената земја. Сепак, за сите ќе биде најдобро да се посветат на реформите што им се толку многу потребни, пред да мечтаат за лидерство и да креираат поделби во регионот, велат од МНР. Оттаму додаваат и дека немаат намера да анализираат кој и со каква цел се меша во внатрешните работи на земјава, но потсетуваат дека сите соседи треба да ја почитуваат сувереноста и изразената волја на македонските граѓани.